Доктор Спировски, во последно време е актуелен случајот со Анџелина Џоли. Каков е вашиот став по однос на ова прашање? По однос на превентивното отстранување на дојката со цел да не се заболи од карцином на дојка, по мене не е медицински оправдано, од причина што иако е можна детекцијата на генетскиот систем кај една жена која има висока предиспозиција фамилиарна да добие карцином на дојка, тоа не е секогаш 100% и затоа мислам дека нема потреба од превентивно отстранување на дојките. Во вакви случаи, што треба да направи жена која ќе добие позитивен резултат во смисол дека постојат реални можности да добие карцином на дојка? Треба да се на некој начин сконцентрира таа особа на редовни контроли, софистицирани методи на дијагностицирање, со единствена цел да во колку се појави, нели не дај Боже, карциномот, да се тој открие во една многу рана фаза и да се оперира, и тоа е гаранција дека прво ќе остане дојката, значи нема да биде отстранета целата дојка, а истовремено и ќе биде нормално спасен животот, значи преживувањето ќе биде максимално, а и квалитетот на животот на таа особа ќе биде на едно нормално ниво. Дали е возможно во Македонија да се откријат генетските предиспозиции за добивање на карцином на дојка? Постојат такви можности. Тоа го испитува лабораторијата во Македонската академија на науки и лабораторијата на фармаколошкиот факултет во Скопје. Значи, такви можности има и на такво нешто генерално се подвргнуваат жени кои имаат позитивна фамилиарна анамнеза за добивање на карцином на дојка, или, за да ме разберат сите, значи ако по женска линија има поврзаност предходно мајката, тетката да добила карцином на дојка, сестрата на особата, тогаш е тој процент кај кандидатка да добие карцином на дојка повисок. И во такви случаи вие како постапувате? Го следите случајот или имате некој случај што е дошло до Во такви случаи ние имаме многу случаи кај што желба некој имал ли до сега? Кај што имаме позитивна фамилиарна анамнеза и тогаш инсистираме и предходно. Јас лично, например, сите пациентки кои се заболени ги прашувам дали имаат керки, сестри и му кажувам дека е потребно малку позасилена контрола да се врши, односно да се прават тие прегледи, како би на време откриле евентуално кажувам и подцртувам, би дошло до заболување од карцином на дојката. Значи да се вратиме на Анџелина Џоли, дали во овој случај нејзиниот лекар можеби не постапил етички или непрофесионално, или можеби заради тоа што она е светско име, глумица и така? Не можам да кажам точно што е причината, меѓутоа лично мислам дека со оглед на тоа да се работи за светски позната глумица, тука има малку и маркетинг, има малку и подигнување на тоа ниво на популарност, појава на папараци, на сликари, на доктори кои ќе на некој начин ќе го подигнат, ќе ја подигнат популарноста на конкретната особа. Не имавме случај пред повеќе месеци, каде што исто така позната манекенка и мисица во Америка ја направила истата работа и тогаш кога ме праша што мислам, истото го кажа, значи превентивно отстранување на органи не постои по медицинските постулати и гайдлайнси. Према тоа, потребно е само превенција, редовни контроли, испитувања и евентуално, не дај Боже, пак ќе кажам, откривање на болеста во еден многу ран стадиум. Што е можно. Каква е состојбата со рак на дојка во Македонија и колкав е процентот на преживување и на смртност? Трендот на покачување на бројот на пациентки со карцином на дојка во Македонија го следи трендот и во онака како што е во светот. Према укажувањата на нашите статистики кои ги правиме во Република Македонија, годишно заболуваат над 600 пациентки со карцином на дојката, а патем речено би кажал дека 1% од тие заболуваат и мажи, значи не е болеста резервирана само за женскиот пол, туку и машкиот пол, со тоа што е многу поагресивна и многу помалигна, би рекол, болеста кај мажите. Колкав е процентот на излекување, а колкава е смртност?
Значи, процентот на излекување и смртност зависи од стадиумот на болеста во која е истата откриена. За среќа, последниве години правени се испитувања кои ги спроведуваше Министерството за здравство кај пациентки над 40 годишна возраст и во овој период имаме спуштање на процентот на пациентки кои се откриени во доцен стадиум и спротивно на тоа покачување на број на пациентки со карцином на дојката кои се откриени во некој поран стадиум. Меѓутоа се уште генерално процентот на рано откриени карциноми, кога може да се на некој начин гарантира дека таа пациентка ќе преживее, ќе биде излечена, ќе има подобар квалитет на живот со оглед на интервенцијата која ќе се прави, не е соодветен на светските бројки. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас.